Војната во Украина може да биде причина за зголемување на производството на батерии кои се вградуваат во електричните автомобили. Возилата на гориво со позабрзано темпо ќе се заменуваат со оние кои работат на струја, велат познавачите на приликите. Постои мислење дека заштитата на животната средина е приоритет, но оти целта е светот во иднина да биде се помалку зависен и од еден од главните извори на нафта, тоа е Русија. Во глобални рамки, да. Се надевам за неколку години ќе бидат многу покорисни, поефикасни, поисплатливи за користење отколку бензинските и моторите на нафта. Пред се акцентот е на заштита на животната средина. Користењето на нафта, на руската нафта, мислам дека е во друг план. Русија беше многу важен и се уште е многу важен играч на глобалниот пазар на нафта, без разлика за сите оние рестрикции, санкции со кои во моментов се соочуваат. Така да од таа гледна точка, можеби она што се случува во Украина, кога се зголемија цените на нафтата, во оној период минатата година, директно се виде која е конкурентноста можеби на електричните возила визави возилата на внатрешно согорување. Во Европската унија постои регулативата која ќе може да се продаваат и произведуваат возила со внатрешно согорување, што значи дека полека но сигурно, вели Мизо, трендот е кон електрификација и зголемено производство на вакви автомобили. Она што е важно е како инфраструктурата, полначите и како сето она што значи борба за компонентите, дали е тоа батерии, дали тоа ќе биде литиум или сето она што ќе биде потребно, бидејќи тоа се мега инвестиции, каде тие ќе бидат позиционирани и како тој пазар ќе се развива во наредните неколку години. Ние како компанија произведуваме специфични системи чисто за електрични или за плагин хибридни возила, што значи дека растот на електричните возила, кој е навистина во подем и минатата година, гледаме дека и почетокот на оваа година. Истото важи и за електричните чамци кои се пловни објекти на иднината. Например, едно пловило од 7 метри произведено во 80-тите години троши до 70 литри гориво на час. Во изминатиот период се вложи огромна сума на пари, на финансии за развој на нов тип на батерии. Од скоро имаме првиот автомобил, електричен автомобил со натриумски батерии на база на натриум, произведен во Кина и веќе е достапен на пазарот. Потребни се неколку годишни тестирања за да се види колку ќе се стабилни тие батерии и колку ќе е нивниот век на траење до деваковачески. Дури и големите бродови и супер јахтите се условени до 2050 година целосно да се префалат на струја, дури производството нивно да биде ограничено, да има значително помали, пониски емисии на јаглерод диоксид. Така да целата регулатива, целиот тој концепт што е изгласан во рамки на European Green Deal ќе донесе многу промени не само во Европската унија, туку и тие промени ќе дојдат за брзо време, ќе дојдат и кај нас. Виктор Мизо, кој е претседател на Асоциацијата на странски компании со технолошко напредно производство во Северна Македонија, вели дека во странските компании во земјава не се произведуваат вакви батерии. Тие се произведуваат во специјални компании за тоа. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.